Добра вечер и добре дојдовте на третото издание на еден летен распуст. Се надевам дека добро ќе се забавуваме. Оваа година ќе слушнеме 8 нови композиции, чиј комплетен автор е Ренато Михајловски, воедно и виновникот за успешноста на овој скромен проект да прерасне во детско-тинејџерски фестивал. Исто така со еден текст учествува и Тања Шундовска. Предходната година изјавивме дека сме најслушани и најгледани на YouTube. Исто и оваа година сакам да нагласам дека се уште го држиме приматот на најслушани детски песнички на YouTube. Да ги наброиме песничките од второто издание на еден летен распуст. Еуфорија, Мојата кукличка, Супер типка, Људо сум влюбена, Многу гласови, Опасно ме вртиш ти на прст, Зошто доаѓаш, Летна симпатија и 100 пати реков. И оваа година ќе бидеме дел од минатогодишните учесници како и таленти кои учествувале на други фестивали. Но ние не застануваме тука. Како и секоја година, и оваа година простор ќе му дадеме на нови таленти, кои се надеваме дека еден ден ќе бидат дел од нашата музичка сцена, а можеби и пошироко. Пред да започнеме со третото издание на еден летен распуст, да изразиме голема благодарност до градоначалникот на општина Битола, доктор Владимир Талевски, како покровител на овој фестивал, кој е во склоп и во рамките на Битолското културно лето Битфест 2014. Посебна благодарност и до Тера телевизија, која ќе овозможи снимање и емитување на овој фестивал. Време е да ја започнеме вечерашната журка, затоа рацете во стартна позиција и да слушнаме еден огромен аплауз. Прва од овогодинешните таленти е Дамјана. Таа ни раскажува за неа. Кога одела во училиште, сите ја гледали, шушкале колку е убава и сладка како кукличка. Но што да правам, вели Дамјана, таква си сум сладка како мед и најубава на свет. Дамјана е ученичка во основното училиште Тодор Ангелевски и членува во детскиот хор Звончина. И за неа допрва ќе се чуе. Таа како тајфун доаѓа и зад себе трага остава со своето пеење. Ја повикувам Дамјана Ристевска на сцената и да ја чуеме незината песна Типка. Во училиште, кога одам јас, сите ме гледаат. Види ја Дамјана, каква типка е, ми завидуваат. Каде ќе погледнам, наоколу, сите шушкаат. Како кукличка
Минатата година Тамара ни пееше за својата најдобра другарка, кукличката Мила. Но оваа година веќе имаме посериозна тема за размислување. Се јавуваат првите наивни детски симпатии, првите љубовни искрички. Тоа е Севорит, но што ако тој е мајстор за лаги, познат во целиот клас и му нема спас. Кога Тамара ќе му сврти грб, фраерот го фаќа паника. Си мисли дека таа е истата и ќе му прости по навика. Сега дали ова се случува во основното училиште Тодор Ангелевски, каде што учи Тамара, ќе ни каже самата. Да ја викнеме Тамара Кочанковска на сцената и да слушниме точно за што станува збор. Тамара и паника! Што ви значи вам зборот сестричка? Мене, например, понекогаш ме нервира кога ќе плаче за ништо, или пак ми е здодевна кога постојано ми е зад петици, но некогаш пак ми е потребна како другарче да си поиграм. Значи има и предности и мани да имаш помала сестричка. Ама едно е сигурно, јас и мојата сестричка сме највредното нешто на тато и мама, ни раскажува Марија Думевска. Таа ќе ни пее за сестричката Ана. Марија најмногу сака да пее и танцува. Ајде со еден голем аплауз да ја повикаме на сцената Марија и да ја слушнеме песничката Мојата сестричка Ана.
Уште еден дебютант, но според настапот кој ќе го видите, не би рекол дека е така. Таа чисто сонува, но будна. Сака да биде како Бионсе. Талент е за пеење, а за танцување не станува збор. Во училиштето главна и секогаш славна. Значи, да нема некоја заблуда, таа не е Бионсе, туку Софија Думевска. Ученичка е во основното училиште Стив Наумов. Софија сонува светска слава. Да има и да биде суперстар. Ајде сега, раце горе, 1, 2, 3, ритам брз и да ја слушнеме битолската Бионсе, односно Софија и песната како Бионсе. Илона минатата година еуфорично настапи со песната Еуфорија. Таа оваа година ќе ни раскаже за својата другарка Емче. Со неа си ги кажуваат своите тајни за првите симпатии. Но сега се јавува еден проблем. Кој на кого погрешно му кажал и кој на кого му ја полни главата. Но едно е јасно. Тебе те сакам и само тебе. Илона покреш убаво пее, таа свири и клавир и членува во детското хорче Звончина. Да ја повикаме на сцената Илона Шундовска и песната Тебе те сакам.
Месец мај еден од најубавите месеци во годината. Не дека другите не се, но мај е посебен. Се е расцветано, раззеленето и воздухот посебно мириса. И наеднаш пепајрутки во стомакот, а пак тие те носат право покрај куќата на саканата. Не еднаш, туку неколку пати на ден. Истото се случува и со Ина Проеска. Некој дечко често поминува покрај нејзината куќа. И затоа Ина се прашува, кој си ти што во облаци ме криваш и ме правиш да сум среќна. Сигурно за кратко време Ина ќе ја реши оваа љубовна загадка. Ина ни доаѓа од Крушево, а потекнува од многу познато музичко семејство. Тоа е семејството на нашиот еден и единствен ангел Тоше Проески. Ина учи во основното училиште Никола Карев, а покрај што сака многу да пее, таа одлично игра одбојка. Исто така членува и во играурно друштво. Да ја посакаме едно битолско добре дојде со еден убав аплауз и да ја повикаме на сцената Ина Проеска и да ја слушнеме песната Кој си ти? Мислам дека беше веќе мај, а јас заљубена до крај. Твоите погледи ми носат немири, ми праќаш насмевка што ме полудува. Се уште го памтам месец мај, а јас заљубена до крај. Кој си ти, што во облаци ме креваш? Кој си ти, што си крај мене, што ми требаш? Кој си ти, што ме правиш да сум среќна? Кој си ти, што се грижиш, што ме нема? Кој си ти, со кого летам, то со крила? Кој си ти, што ми дава таква сила? Кој си ти, што ме прави така мила? Кој си ти, кој си ти? Очи ми светкат, просто ми блескат. Мислам дека си од свете мој, штом ќе го видам ликот твој. Твоите погледи ми носат немири, ми праќаш насмевка што ме полудува. Се уште го памтам месец мај, а јас заљубена до крај. Кој си ти, што во облаци ме креваш? Кој си ти, што си крај мене, што ми требаш? Кој си ти, што ме правиш да сум среќна? Кој си ти, што се грижиш, што ме нема? Кој си ти, со кого летам, то со крила? Кој си ти, што ми дава таква сила? Кој си ти, што ме прави така мила? Кој си ти, кој си ти? Кој си ти, што во облаци ме креваш? Кој си ти, што си крај мене, што ми требаш? Кој си ти, што ме правиш да сум среќна? Кој си ти, што се грижиш, што ме нема? Кој си ти, со кого летам, то со крила? Кој си ти, што ми дава таква сила? Кој си ти, што ме прави така мила? Кој си ти, кој си ти? Малку да се подсетиме на првите чекори на еден летен распуст.
Како прв учесник кој го отвори истиот беше на вам веќе познатата Теодора Кулевска со песната "Зарем е толку тешко да ме погледнеш". Еден аплауз за Теодора и да ја слушнеме песната. Приметија сите меѓу тебе и мене, нешто постои. Но дали се срамиш или финти ми правиш, не си достапен. Те запознав вчера, ама нешто ме тера да те поварам. Да бидам до тебе, ама тешко е тоа, веднаш примети. Зарем е толку тешко да ме погледнеш, што ако зборува гласот? Речи барем здраво ти, нека трепери гласот. Зарем е толку тешко да ме погледнеш, што ако зборува гласот? Но сметка бар прати ми, многу ке ми е важно. Приметија сите меѓу тебе и мене, нешто постои. Но дали се срамиш или финти ми правиш, не си достапен. Те запознав вчера, ама нешто ме тера да те поварам. Да бидам до тебе, ама тешко е тоа, веднаш примети. Зарем е толку тешко да ме погледнеш, што ако зборува гласот? Речи барем здраво ти, нека трепери гласот. Зарем е толку тешко да ме погледнеш, што ако зборува гласот? Но сметка бар прати ми, многу ке ми е важно. Зарем е толку тешко да ме погледнеш, што ако зборува гласот? Речи барем здраво ти, нека трепери гласот. Зарем е толку тешко да ме погледнеш, што ако зборува гласот? Но сметка бар прати ми, многу ке ми е важно. Зарем е толку тешко да ме погледнеш, што ако зборува гласот? Речи барем здраво ти, нека трепери гласот. Зарем е толку тешко да ме погледнеш, што ако зборува гласот? Но сметка бар прати ми, многу ке ми е важно. Но сметка бар прати ми, многу ке ми е важно. Ах, тие љубовни маки. Некогаш помислуваш дека се е во ред. Чувствуваш дека си единствена и об другиот ден нова приказна. Поминува покрај тебе, не ти вели ни здраво. Љубовта не е шега, со неја нема играње, ама Христина сигурно ќе ги реши тие проблеми во нејзин стил, тивко и достоинствено. И оваа година Христина Лажовска ќе не почести со нејзиниот прекрасен глас. Да напоменеме дека покрај пеењето прекрасно свири и клавир. Да ја слушнеме песната "Не шега" и Христина Лажовска. Некогаш поминуваш се правиш, некогаш ми праќаш насмевка. Што ти е, ја стварно појма немам. Гледам нешто се замислуваш. Некогаш поминуваш без здраво, потоа ми доаѓаш пред час. Мислам нека не си баш во право, кога вели се ти значам јас. Не е шега што јас чувствувам за тебе, не е детска игра што ќе помине.
lažni biля твоите зборови. Не шега што јас чувствувам за тебе, не детска игра што ќе помине, не лесно кога срцето ќе свати дека лажни биля твоите зборови. Гледам сакаш фраер да се правиш, но ти фали само доверба. Вчера јас те чекав да се јавиш, не осете за тоа потреба. Некогаш поминуваш безздраво, потоа ми доаѓаш пред час. Мислам нека не си баш во право, кога вели се ти значам јас. Не шега што јас чувствувам за тебе, не детска игра што ќе помине, не лесно кога срцето ќе свати дека лажни биля твоите зборови. Не шега што јас чувствувам за тебе, не детска игра што ќе помине, не лесно кога срцето ќе свати дека лажни биля твоите зборови. Шега што јас чувствувам за тебе, не детска игра што ќе помине, не лесно кога срцето ќе свати дека лажни биля твоите зборови. Првото издание на еден летен распуст го затвори харизматичниот Јован Балтов со песната Не ми е гајле. И така ние си продолживме да чекориме напред веќе трета година и баш за ништо не ни е гајле. Да го повикаме Јован и да се подсетиме на убавата песна. Баш секој твој збор. Знам меѓу нас се скинато и за мене ти си минато. Не го сонувам веќе твојот лик, но остави на срце мое жик. Не ми е гајле што правиш повеќе ти, па до сабајле не спиев заради тебе. Летната ноќ ми говори, јас не сум твој, и за мене знај, лажлив баш секој твој збор. Не ми е гајле што правиш повеќе ти, па
часа бајле не спиев заради тебе. Летната ноќ ми говори, јас не сум твој. И за мене знај, лажлив баш секој твој збор. Кога човек е влюбен, се е убаво и се е како песна. Дури ќе се запрашаме каде ли била нашата симпатија досега. Кај се криел, каде растел. Ех, таа љубов, па уште да си покрај море со гитара, тивко шепотење. За таква љубов ни пее Андреја Шундовска. Андреја најмногу сака да пее, но да напоменеме дека одлично свири клавир. Со еден аплауз да ја повикаме на сцената Андреја Шундовска и да ја слушнеме песната Покрај морето. Каде до сега си бил, кај си растел скриен ти, јас што не те познава. Шармер ти си невиден, мојот поглед заљубен, кон тебе долетува. Ако збор ти прозборам, дека ми се допаѓаш, дали ке ми избегаш? Дојди да се
Дојдовме до крајот на еден летен распуст 3. Се надевам дека ви се допадна новите 8 песни како изведбата на нашите учесници. Посебна благодарност до градоначалникот на општина Битола, доктор Владимир Талески, благодарност до студио Кучан и Николче Кочанковски. А сега да им се заблагодариме на сите учесници на еден летен распуст и да ги повикаме со еден аплауз да излезат на сцената. Марија Думевска. Софија Думевска. Дамјана Ристевска. Илона Шундовска. Тамара Кочанковска. Ина Пројска. Андреја Шундовска и Христина Лажовска. Да ги наградиме со еден огромен аплауз и се гледаме до наред. Балтов и Теодора Кулевска.